Митанов можеш да го најдеш на многу места, а најтешко е да го најдеш во радио. Со добра идеја, со луѓе кои што викаме знаат да видат зад брдово, можеш да направиш добар радио продукт. Историја се прави со генерали, не со десетари. Десетарите се тие што ги уништуваат генералите најчесто. Оде не се продава кафе. Кафе продава оне што ги носи од Бразил со вреки. Тие продаваат приказни. Затоа што во Охрид секој се пуштала најдобрата музика. Бевме заедно кога компјутерите беа вакви. Комуникацијата ваква. Облеката ваква. Како можеа фризурите да бидат вакви? Вестите се пренесуваа вака. Игрите беа вакви. Музиката се слушаше вака. А денес е лесно. 30 години Супер радио. Се знаеме добро. А вие продолжете да го слушате најдоброто радио, Супер радио. Прекрасно сончево, октомвриско, охридско утро. Денеска побаревме еден мирен амбиент за да поразговараме за медиумите, за Охрид, за еднината на Охрид, а што или кој сето тоа може да го спои. Јас би рекла собственикот на Супер радио, кој што верували или не, годинава на 7 ноември, полна точно 30 години успешна охридска приказна. Собственикот на Супер радио, Сашо Митановски, мој денешен соговорник. Добар ти ден. Си уживаме ние денеска тука во Форт Кафе. Си уживаме во овој мирен ден и еве ќе те навратам и на некои спомени за тоа како почнавте. Мислам дека со тоа треба да започнеме овој разговор. Може ли да се навратиш, еве, 30 години наназад, кога се роди идејата за да се формира Супер радио? Прво ви благодарам, Тања, за интересот, и тебе и на домакините од Форт. Многу се 30 години, да. Значи апсолутно. Едно дете ќе порасне или некако? Па да, ето кај нас веќе се смена и во тој собственички уреднички дел веќе трета генерација е смената. Да. Значи татко ми тоа го започна, јас го работам, а и сега синовите помагаат многу, особено во дигиталниот дел. Значи тој што се родил на пример 92 година, сега сигурно е семеен човек на 30 години. И не случајно еден од слоганите кои што ги имаме за прослава на роденденот е пораснавме заедно. И да се порасне заедно со една ваква убавина како ова што е зад нас, да имаш шанса да твориш, да работиш, да живееш во еден ваков град. Ако го парафразирам Радовиќ за неговиот Белград што го рекол, значи вика тој самото тоа што си се разбудил во Охрид утрово сосема доволно. И претенциозно би било да се бара било повеќе од тоа, но сепак Охрид е град со многу своји специфики, како и секој помал град. Се знаеме сите, затоа и едниот од нашите слогани е се знаеме добро, значи сите се тие вадени од секој невието и она што ние го работиме. Тие години беа, ако веќе сакаш да почнеме баш така фактографски, тие години беа чудни, тешки, конфузни. Јас бев тоаш многу млад, заминав војска кога само што се отвори, па кога се вратив, што викам, јас влегов и не излегов. Тоа што се создаваше и самата држава во оваа форма како што е сега, се одделувавме од старата држава, се создава институциите, значи на некој начин беше едно тотално ресетирање на земјата, регионот и дел од тоа секако се и медиумите. Порано формата на медиумите беше, знаеш и ти, поинаква, сега е нешто сосема друго.
Но мислам дека ето со тој сериозен професионален бекграунд кој што го имаше татко ми, кој што го сето тоа започна. Ние успеавме некако да се надградиме над тоа, да учиме многу. Не може да ти кажам колку учевме. И проблемот беше што самата средина, односите во државата, сите состојби кои што се случуваат тогаш, едноставно немаше пардон. Мораше да бидеш или да обстоиш, затоа што ова што го гледаме сега со интернет порталите, ова е втор медиумски бран, односно ова е веќе можда и цунами. Ама првиот бран беше со радијата и со телевизиите. Постарите ќе се сетат на време кога во Охрид секое мало имаше радио, едно време дури и телевизии. Ова сега дојде како поевтина варијанта на медиуми сега. И побрзо стигнува информацијата, побрзо се пресува. Се е сменато. Начинот на кој што... Техниката си го направи своето. Не само техниката, се смена начинот на кој што се конзумираат информациите. Порано, за да прочиташ ти нешто, за да се информираш за нешто, требаше да одиш во трафика или купиш весник, па односно конзументот ја бараше информацијата. Сега производителите на вести ги бараат конзументите. Тоа е она споделување на Facebook и односно ние ги бараме сега нив наместо обратно. И сега во сето тоа море од медиуми треба да останеш на некој начин. Така една информација, не знам дали точно ќе ме поправиш ако не. Дали навистина Супер радио прво емитуваше на интернет уште на времето кога беше dial-up конекцијата, така? Да, имаме приказни, има многу убава тука. Вака, значи првата веб страна е 2001. И тоа ни правеше професорот Анис Сефиданис, тој беше многу млад тогаш и одличен дечко, мислам, сега не е веќе дечко, сега е тој професор кој што е 15 години пред времето и ние сме и комшии тука со радиото. Сајтот беше направен, ама пак нешто фалеше, значи зборувам сега за да бидеме појасни уште еднашка за помладиве, значи интернетот беше мисловна именка тогаш, значи тоа требаше да се купуваат посебни модеми, па тоа со телефонска линија, па тој dial-up што е популарен, па тие звуците што Па немаш телефон додека имам пробано на децава мои да им го објаснам, тој онака бледо те гледаат, не му е. Во секој случај во тоа време кога dial-upот беше нешто невидено, ние имавме стриминг. Али ние го имавме тој балкански, охридски, како сакаш момент наречи го, дека ако нешто немаш треба да се снајдиш. И ние се снајдовме. Размислувавме многу и во Амамот горе имаше Македонија онлайн мол, тоа беше интернет провайдер и ние се договоривме со тие луѓе нешто ќе соработуваме, но сега беше проблем како сигналот да се пренесе од студио до Амамот, пошто студиото наше главно е кај пожарната. Го фативме сигналот на FM, на тюнер, директно во мол, го ставивме во системот и ние од 2002, мислам дека беше август, и ту знам точно и пошто ни значеше тоа беше чудо за тоа време. Во 10:30 знам прва дека беше од Mouse Fire, се викаше песната што прва отсвири. И тоа беше онака за нас прилично голем момент, затоа што веќе отворивме една порта која што ево ако било 2002, значи за 20 години подоцна, сега е на тоа ниво, имаш 20 на дигитални канали, имаш by request музики, па имаш цела една дигитална платформа со портали, со продукции, со 20 години нас не биле тој пат што требало да се искачи од ова балканско-охридско снаоѓање, да се мушниш од задна врата за да постигнеш нешто што тогаш беше многу пари, знам, страшно беше затоа што се уклучуваш да провериш мејл, па се исклучуваш одма, мораш некако да беше многу скапо, реално беше многу скапо. Па потоа со самото навлегување на интернетот ние знаевме тоа да го искористиме затоа што
Ако нешто, сме знаеле она што викам јас да погледнеш позади брдото, да знаеш што доаѓа, што носи времето. А за да стигнеш до тоа треба да следиш, значи имаме во радио купови списанија што сме ги порачувале од Лондон, од Америка. За нас радиото не беше да одиме до Солун или до Скопје, како што одеа многу, сними ги джингловите и сечи ги накрај стави супер радио и ти си завршил. Не. Нас не интересираше како тоа се прави. Значи, што всушност е радиото како радио, затоа што татко ми си го работеше тој професионалниот новинарски оддел, ама тоа е само еден сегмент, ништо повеќе. Значи, целиот тој радио дизајн, па како се работи тој радискиот клок, па тие некои магични радиски бројки што ги викаме ние, како се дели сатот, па зошто две песни вакви, не две, значи да се задржи вниманието. Апсолутно, знаеш како, ова е занает, ова е професија. Луѓето прво научиле како функционира нашиот мозок. Па од тоа тие ваделе потоа како треба да се пристапи до тој мозок. Тоа е она што јас го викам како со атомската енергија. Може да користиш за да лечиш рак, може да користиш за нуклеарна бомба, ама тоа е во суштина исто. И ние знаевме да ги канализираме тие нови технологии, ново време, знаевме да следиме што се случува, како се случува. Радио дата системот меѓу првите го имавме не само овде, него на многу поширок регион. И едноставно сакавме повеќе. И сега сакаме повеќе. Значи, може повеќе. За мене барем искрено. Да не застане, да. За мене е истиот жар и во моментов, значи ние ги имаме, комплетно сме дигитални веќе. До оној момент докај што може да се биде, затоа што телевизиите ги дигитализира, радијата уште не се, и мислам дека многу тешко тој процес, ако го направат во моментов со вака поставени услови, тоа ќе значи крај за може би најголемиот дел од радиото како радиум. Тоа се ќе се префрли на интернет и зборувам радио како во оваа форма, значи FM и така натаму. Али зато ние долго веќе инвестираме во дигиталот, што викаме ние, значи во апликациите. Ние сакаме да не слушате онлайн, се повеќе и повеќе. Зошто? Затоа што фидбекот е многу полесен. Можеш да комуницираш директно, порано, ево, и еден од нашите домаќини овде е диџеј, па многу беше битно, не се кажува имињата од песните, па само тој ја има песната, па не. Што ти имаш песната во 3 секунди, имаш и кој ремикс е, значи, тоа се сулуди времења да му кажуваш на некој помлад, дека нека не се кажувало името од песната, дека не се споделувала музиката, дека тоа се нестварни работи за сегашни, ама тоа требало да се прерасне, да се помине, да се стигне до овде кај што сме. Патот беше таков каков што беше и целата држава, како што ние пораснавме заедно. Падни, стани со голема желба и ентузијазам да се оди. Па апсолутно, знаеш како сега, тоа има многу врска и со карактери на луѓето кои што тоа сето го раководат. Ако ти си спремен на преголеми компромиси, ако ти си спремен да шуруваш со кого сакаш, одбери си ти, па можда и полесно. Ама вака е прилично, и јас на некој начин сум, не би рекол горд, тоа е претенциозно, но ето, не за едноставно добро е што стигнавме до овде. Кај ќе оди бродот, не знам, стварно не знам. Во секој случај би се префрлале се повеќе и повеќе на диджиталот, затоа што таму е нината, таму е се. И ќе видиме тај. Мислам дека медиумите имаат иднина, во оваа форма никако. Значи тие ќе мора да се трансформираат, да се фузираат, да видиме што ќе остане накрај. Али во секој случај иднината е во телефоните. Значи иднината е во тие портабл уреди што ќе можеш во секое време секаде да влезеш, се да видиш и да имаш интеракцијата, да комуницираш секој со секого.
Радиото мислам дека нема да изумре, затоа што е многу поедноставен, помалку претенциозен медиум од телевизијата. Телевизијата стана премногу скап спорт. Начинот на кој што се работи кај нас во Македонија е нема некоја посериозна еволуција. Уште останавме во истите тие формати. Па имаш, не знам, македонски приказни, па имаш некоја си контакт емисија кај што најдобро би било да викнеш двајца што се скарани, па си ти нешто као се карат. Па нешто пушташ там, не знам, шо некој филм од... Во принцип тоа може да се менува. Ако јас можам дома на компјутер или на паметниот телевизор да имам милиони радија и исто толку телевизија од цел свет, па совршено прашање е зошто те гледам баш тебе или зошто те слушам баш тебе. Тоа е уствари прашањето кое што сите треба ние медиумски подизведувачи, што викам јас, да си го поставиме и ако го најдеме одговорот на тоа прашање, да, може да и ќе научиме нешто. Години Супер радио. Се знаеме добро. Еве 30 години веќе цврсто чекорите напред. Станува збор за не многу голема екипа, тоа мора да признаеме, но одбрана екипа и постојана. Ете, тоа мене ми е кога ќе спомнам Супер радио, некако сите дечки ги знам, години се тука, дури има и емисии кои што години се емитуваат. Еве Жанко ќе го споменам, значи Жанко постојано. Види, Жанко е тука, не е само емисијата. Емисијата е некој си во континуитет. Во континуитет не е тоа малку, да не се, тоа е 18, мислам дека веќе се направи. Ама Жанко е тука 30. Значи Жанко е тука со паузи, значи тоа се луѓе што дошле, заминале, се вратиле, значи цело време се на некој начин тука. Се врзани со Не би го употребил тој збор. Знаеш како, Тања, јас сум човек што сака да спојува, не да турка. Сега има луѓе што си заминале вака или така, тоа е апсолутно. Ама работата е мораш да го медиумот тие да го сватат како нешто што е повеќе за нив отколку за мене. Во принцип. И да го сватат како своје, да стука опуштени. Ево, јас сигурно сега некој ќе го препознае Моабетов. Митанов можеш да го најдеш на многу места, најтешко е да го најдеш во радио. Затоа што ако некој ме бара таму и ќе дојди кај Јане, кај Реџо и ќе му рече, абе не е тука тој, не ни доаѓа, ретко доаѓа. Јас таму одам можда во месецот еднашка, тоа во по-бизи месеци кога имаме поќе работа. А иначе во принцип сакам да ти кажам дека тие си ја знаат работата и сега кој е бенефитот ако јас седам таму над глава некој? Никако. Значи, опуштени се, ако имаме работа, работиме, немаме работа, чао, тоа е тоа. Дали ме разбираш? Сите си се слободни, флексибилно и работното време и работиме и многу надворешни проекти кои што се надвор од радиото, огромен дел, помагаме каде што можеме секаде и каде што имаме услови тоа да направиме. И тоа е еден голем квантум на работа кој што во принцип треба да се исполни за тоа. Треба техника, треба време. Дали ме разбираш? Значи, за да ги изработиш работите на некое ниво на кое што веќе се луѓето навикнати да биваат од таа екипа, од тие луѓе и така натаму. Значи, тоа е едно не е терет, ама ето јас преби го рекол врска. Дека треба да испочитуваш некои години, нечии труд. Значи, секој треба да се внесе себе си, да речам, максимално. Ако се внесиме сите максимално, го добиваме ова што го имаме. Мислам дека Супер радио како радиопроизвод е веќе добар. Значи, не сакам претенциозни зборови големи, али е добар. Значи, без лажни скромности. Значи, ние совршено добро знаеме што свирело Сабајлево во 4 сатот. Значи, се следат сите можни топ листи, се следат, ако некоја песна излегла во вторник во Британија, најчесто во вторника, во среда веќе е закаснето, истиот ден или следниот ја имаш
на радио. Замисли, тоа би било, ако го ставаш во телевизиски контекст, значи некој филм кој што е така, ти да го пуштиш утре, значи тоа е сулудо, невозможно е тоа. И затоа ти викам дека полесно е радиото, дури на крај на денот, ако веќе одиме по-брутално и по-ефтин. Значи, со добра идеја, со луѓе кои што што викаме знаат да видат зад брдово, можеш да направиш добар радио продукт. И ние, фала Богу, ни успевало до сега, затоа што соработуваме со, да не претерам, со топ 10 со сите најголеми компании во државава, тие тоа го препознале, имаме рейтинзите ни се навистина одлични и постојани. Добро е кога некој тоа ќе го препознае. Добро е тоа. Па ето, значи тие наша бизнисот е нашата сила. За да не мораме да кокетираме со некој што се умислил дека е политичар, па немаме потреба во принцип. И тие тоа го знаат дека јас преби го затворила, ама не би одел. Во овие постојано години кога некои, сега ќе ставам и во наводници, ќе ми извинат медиуми, одбра и политичка страна само за да преживеат, затоа што имавме навистина турбулентни години, за Супер радио не може тоа да се каже. Значи секогаш има точна, брза, навремена информација, кратка, но сладка, што би се рекло, она баш што треба да се слушне, да се емитува. И никогаш, јас барем знам и со сигурност можам да кажам дека никогаш не одбрала политичка страна. Значи, она што е професионално медиумски, тоа е објави ги двете страни, нели? Тања, да ги слушнеме сите. Јас спомнав и преска. Многу се врзуваме сега за карактери разговараме. Значи, многу е битно тој првиот, ајде, Тања, тоа оди веќе по вертикала, по вертикала оди надолу, ако си ти расипан, се долу не очекувај чуда. Значи, разговараме за тоа дека ти викаш не се врзало со партија. Тоа сигурно не. За мене ти збор. Так. Јас може се врзам со човек. Со човек, да. Ако некој ги исполнува, па макар и основни човечки, совршено ми е небитно мене дали е тој од партија. Јас ако сакам да му помогнам, ќе му помогнам, ќе го поддржам. Ама човекот. И затоа мене многу пати ми се случува ако имаш некакви односи со некој човек кој што е во моментот на некоја позиција. Не, сите тие што се вториот, нека зборуваат колку сакаат, него тие што се вториот, третиот, петтиот, десеттиот, тие го очекуваат истиот третман. Па сега, па тоа е тоа што ти кажувам, значи историја се прави со генерали, не со десетари. Десетарите се тие што ги уништуваат генералите најчесто. Сега мислам дека ќе ме разберите. Да. Добро кажано. И затоа се држам до генералите, односно тие генерали што сметам дека треба да се поддржани, затоа што сум видел таму некаква визија, човештина, едноставно споделуваме можеби некои исти вредности, човечки, какви сакаш. Идејата е тоа. Сашо како Сашо и се што стои зад Сашо може да се врзи со човек, не, со партија не. години Супер радио. Се знаеме добро. Како се во животов и како во сите професии, така и ние медиумите поминавме доста турбулентни години изминативе, нели? Ете, поминавме пандемијата, кога, да речем, 80% од луѓето мораа да седат дома, ама ние мораше да работиме и уште да му пласираме информации. Значи, и за нас пандемијата е проблем на некој начин, удри и по джебот и по финансиите на фирмите и се останато, но преживеавме. Не сите. Да, не сите, токму така. Значи, тоа сакав да кажам. Еве во овие, сега имаме енергетска криза и каква се ти не криза, но како се снаоѓате, како се турка, позитивно секогаш гледаш на работите и видиш мора да се најди. Значи, тешко ли е, са се Види, Тања. турнавте некој? Охрид е еден град, одиш по улица и стално ќе налеташ на нечии големи очекувања. Надежи.
секој некој сака да е градоначалник, секој некој сака да е директор, секој некој сака да е... Апсолутно, треба да се биде реален. Значи, она што овој момент, ова време, во вакви услови поставени, може да даде е тоа. Не си задоволен од власта, небитно локална или нешто. Па ти ја одбра, не е. Значи, изборите се место каде што ти треба да решиш тој проблем, ако е веќе проблем. Ние мора да бидиме, да се прилагодиме. Целата и на човечкиот род генерално, ама и на бизнис, на било кој, тие што се крути, обично се кршат. Кинезите викаат од тврдо дрво викаат се прават ковчези, мртовечки, а од меко дрво украси. Значи, треба да се прилагодиш. И тоа процентот, ајде, тој условно, колку ти сакаш да се прилагодиш и колку ти е твојата точка на топење, тоа што ги разликува луѓето. Ај вака, топлата вода го стврнува јајцето, ама го мекнува компирот. Значи, битно е од што си направен. Значи, како ќе ги прифаќаш тие работи. Она што јас би им го препорачал на сите, мора да се прилагоди. Значи, ова е време кое што порано се менуваа споро работите. Значи, многу поспоро одеа тие сите процеси, па самиот начин на комуникација. Денеска се менува во секунда. Кој би помислил до пред 2 години дека ќе имаш корона? Кој би помислил дека сега ова ќе се случува во Украина? Знаеш, као далеку е Украина. Далеку е, ама види сметката за струја колку ти е. И сето тоа бензинот, нафтата и сето тоа што повлече надолу. Тоа е тоа гледањето зад брдото, што јас цело време го апострофирам. Затоа нас ни требаат мудри луѓе, паметни луѓе, можда сега повеќе и од било кога. Грешката која што сега може да се направи е можеби и најголема историски гледано. Она што можеме да го сгрешиме сега, затоа што ево гледајте оваа убавина, кога ќе гледате некои стари фотографии од Охрид. Знаеш, и сите викаат леле колку беше убаво тоа, леле колку беше убаво тоа. Беше, да, ама беше во тоа време. Охрид не смее да застане, Охрид е жив град. Охрид мора да се развива, ама проблемот е што некако дали го имаме правиот концепт, дали знаеме точно кај одиме. Ние не знаеме кои луѓе ги викаме, кои луѓе ги привлекуваме. Во исто време сакаме елитен туризам и правиме журки за дечиња, тинејџери кои што спијат во паркот. Така, не одат тие работи. Дај да се договориме, дај да видиме. Треба концепт, имаш прекрасни институции кои што се и настани кои што се тотално маргинализирани, онака поминуваат ради реда, колку да се одржи некоја традиција. Значи, ми го кажи, сега ме подсети, нели, еве, кога не вратиме што е најслушано, се музиката, значи музиката постојано е слушана кај вас, него дали имаш впечаток дека негативните вести, оние убиства, самоубиства, сообраќајни несреќи, пожари, поплави, дека повеќе се читаат и се слушаат? Апсолутно, тоа секогаш било така. Дали може сачи ова да го промениме? Може, имаме убави нешта, имаме убави настани, имаме секогаш наградувани деца, успешни, спортисти, талентирани, имаме прекрасни приказни за Охрид, значи дали може да почнеме да ги промениме? Ова што го прави, охридски приказни, да. Па, знаеш како, тоа е она приказната со волкот, кој што ќе го храниш. Так, тоа ќе стане. Па, не го измисли тоа Сашо или Тања, тоа е... Многу се сконцентриравме на крв. Тоа е она што ти го реков. Кај да одиш по улица ќе најдеш нечија амбиција. Све некој сака да е, знаеш како, сите мислат дека е лесно. И знаеш како сега кога ќе дое 30 години е браво. Браво, ама 30 години. Да ги изодиш мој. Па, знаеш како, најбрутално, претвори ги само во колку треба за месецот, само се помини, се множи го пута 12, пута 30. И кога ја видиш бројката на крај, ќе речиш, па дали е ова возможно? Ме разбираш, значи, ние секој ден се будиме, влегуваме во некој ритам, имаме некој си свој живот и сите, го работиме ова, се враќаш дома, па другот, пријатели, ова, и времето си поминува. Син ми годинава, полнолетен станува, 18 години поголемиот. Како вчера да беше кога...
По тоа гледаме колку години помина. Апсолутно, тоа сакам да кажам, времето си поминува, времето не чека никого. Ова е град кој што времето не се рачуна во години, ова во милениуми се рачуна и затоа јас сум благодарен, ти ви кажеш скромен. Јас скромен сум и по природа, но сакам да кажам дека сум многу благодарен што едноставно овој град ни дозволи нас да ставиме едно камче тука. Ќе остане некогаш дека имало таму 30 години некој медиум кој што можда биле вакви или такви, ама тоа што го кажале го направиле. Никого не рекетирале, никого не го изблатиле, никого не го терале да го плукаме. Дали ме разбираш? Значи, тоа е некој код кој што јас сум го учел од тие пред мене како тоа се работи. И ако ти кажам дека јас денеска никогаш не викам дека сум новинар. Мислам дека доволно ти кажува кој е мојот став денеска по тоа прашање. Значи јас со 30 години пред ова од татко ми и со моите 30 години јас викам не. Јас не сум новинар. Па, ако тоа доволно ти кажува, окей, ако не. Состојбите се тие. Се сведовме на рекетарство, на Да, но граѓаните сепак, мислам, слушателите, гледачите ќе проценат на крај, затоа ги селектираат. Значи, да. Така, се селектираат едно по едно. Можда некогаш ќе се поверува, ама следниот пат не. Саше 30 помина, но здрави Божи ме муша 130 напред, имаме идеи, така. Сигурна сум дека секогаш нешто ново ќе ни воведите и ќе ни изненадите. Навикнати сме да ги слушаме информациите од прва рака, нели? И не само информациите, а најмногу оние позитивни емисии и будења со добра музика и позитивна музика. Да шириме позитива. Да, пораката, битно е ова, дека на едната страна е медиумот, на другата страна се корисниците, слушателите, читателите, сега, било како. Начинот како ја пренесуваш пораката е многу битен. Ако некој подзаборавил, јас можам да ве потсетам сите дека председател на Америка доскоро беше човек што организираше реалити шоуа и значи буквално човек што излезе директно од шоу бизнис. Значи сакале ние тоа да го признаеме или не, шоу бизнисот, односно тој ентертејмент дел од забавата е директно поврзан со вака, публиката е таа. Ти имаш 100.000, 200.000, 300.000 луѓе кои што ти веруваат. Ти преку некоја забавна порака можеш да пренесеш некоја многу сериозна. И тоа се прави, сега дали го гледаме сите или го гледа по некој само, тоа се прави. Преку забавата се вметнуваат некои политички ставови, ќе се викне гостин кој што е поврзан со, значи се тоа дел од пиарот. Сега има таму и неславни обиди, ама боже мој, ние сме млада држава. Кај нас ни фала тоа, ја стално го викам тоа со англиската трева, ни фалат тие 200 години косење, вадење и така натаму и за после да ни е добра тревата, тревникот да ни е добар. Дали ме разбираш? Сепак ни фали тоа. Ние можеби сме како култура, како нација стари многу, но државата е и систем. Треба да се знае тука како граѓаните ги почитуваат законите кога гледаат дека 80% никој не ги почитува. И дека тие што не ги почитуваат најмногу закони, па некогаш и најдобро, секогаш најдобро и поминуваат. И сега како во исто време, ето кај што ги спомна за најчитаните вести, за тие крв вести што ги викаат. И со право граѓаните некогаш долу викаат ќе фатат некое детенце со некое цигаре марихуана таму. И тоа оди со иницијали во билтен. А се ова останато што се случува е као окей. Дали ме разбираш? И јас ги разбирам и граѓаните, само мислам дека и тие имаат некое чувство дека тие што ги работат порталите врска немаат, па нешто само као некои кликови, нема врска тоа. Тоа е вест која што можеш да ја гледаш така, како што кажав, ама можеш да ја гледаш и обратно, дека тој што денеска е на марихуана, утре ќе е на друго, заутре може да е дилер па да му продава дрога на твоето дете. Значи дај да го застанеме ова сега. Има и такви случаи. Дали ме разбира? И многу треба внимателно.
Многу. Треба да се почитуваат тие некои основни новинарски кодекси. Односно, професијата точно се знае како се работи. Тоа не е... Сите некогаш сме сгрешили, ево јас прв. Не знам дали приметуваш, никогаш не зборувам за други. Значи, не ни сакам, аз за колега немам лош збор, кажам. И не ни планирам. Ама, треба да се погледниме сите, да видиме дали ќе го работиме ние тоа или нема да го работиме тоа. Ако го работиме, тогаш утре може некој мој да е, па ти тоа можеш да го работиш. Дали ме сваќаш? Значи, тоа е тоа. А премногу е мала средината, премногу е мал градот, дури државата е премала. Ние сме една улица во Њу Јорк, мислам. И сите се знаеме во принцип. Утре може ти се јави некој на телефон што се случува редовно. Па некој негов бил објавен, па некој. И sad ти треба да застанеш тука зад професијата или ќе застанеш зад пријателот. Бирај. Ако еднаш ка застанеш зад пријателот, тоа стално треба да застанеш. Дали ме разбираш? Значи, тенка е линијата. Многу е тенка линијата, а факт е дека тие се најчитаните вести. Макар да ние на нашите портали се трудиме, значи максимално да имаме колку ше е можно наш контент, значи интервјуа со луѓе, да не зборувам за дечиња кои што успеале. Значи, ма тоа не се прашува, тоа се промовира максимално, без задршка. Значи, затоа што колку пој ќе промовираме такви успешни приказни, мојот став е дека мотивираш некој детенце таму кој што ќе го прочита. Па дури, ето, активирај го и неговиот компетитивен дух, значи, надпреварувачки дух. Да рече тој, да, ова била најдобра во математика, јас сакам, или во некој спорт, или совршено небитно. Али тоа се оние убави градски приказни, а фала му на Бога, стварно имаме во градов. Посебно дечиња, спорт, имаме манифестации, имаме сериозни, овие Иванова што го работи, како се вика, Охрид трчат. Тоа се сериозни спортски работи, манифестации што се случува. Само мора да имаме таа цела приказна, значи целиот тој круг. Не можеш само со култура, не можеш само со спорт, не можеш само со ентертејмент, не можеш само со политика. Значи тоа е животот во градот е спој од сиве овие работи. И кога ќе го направиш тој баланс да има за сите, што викаме, вкусови, тоаш веќе можеме да седнеме да разговараме, да видиме кого ние сакаме тука, кој сакаме тука да ни дојде. Дали ова убавина, колку вреди ова? Колку вреди кафето со овој поглед? Во Венеција имаш коперто, во Венеција ти е за да седиш да пиеш кафе имаш стартни 5 евра на прва линија, значи без да порачаш ништо. Со коперто го вика тоа, што држиш масата и што гледаш. Дали треба тоа тука? Кој ќе го плати тоа? Значи 2020 беше, мислам, годината кога беа затворени, така беше, границите кога беа затворени. Тоа е година која што треба да се изанализира многу. Според мене, според моје скромно мислење, тие луѓе што се одговорни за туризмот, треба да ја стават под лупа таа година, да видат што се случи, како се случи. Таа година имавме на колку е ова, колку квадратни километри, колку што сме Охрид, ги имавме најбогатите луѓе во Македонија, затоа што не може да си одат на Бали, на Малдиви, на Портокарас и мора да одат тука. Ама во исто време нашата држава издаваше, финансираше туризам за да дојделе сите. И таа година овде беше све. Што ние имаме да им понудиме на тие луѓе? И на едните и на другите. Кого го сакаме ние од првиве или вториве? Размислил некој што ќе се случи, што ќе им понудиме ние на луѓе ако, ево, например, 3-4 дена врне дожд во Охрид? Значи, тоа се тие работи, она што јас им го кажувам на пријателиве, ево овде кај што сме, овде не се продава кафе. Кафе продава оној што ги носи од Бразил со вреки. Тие продаваат приказни. Дали ние продаваме приказната за Охрид? Не. За моја голема жал, недоволно. Има на обиди, ама сето тоа е индивидуална инспирација. Некој ќе потегне, па никој тоа не го поддржува, па сите се гневни, па секој сака неговиот план да помине. Ајде да видиме. Јас прв ставам поддршка со се што имам. Значи, буквално со се што имаме медиумска сила, ние ќе ги поддржиме како и секогаш. Мора да го продадеме Охрид како приказна, како нешто
ние викаме сите, супер е, Ерусалим на Балканот, 365 цркви, окей, ама техно журка имаш и знаеш како па тоа е тоа се спротиставуваме сами со себе. А тоа не е толку страшно. Имаме ние тука факултет за туризам со стручњаци кои што си се работат својата работа. Па ето, нека го следат примерот на Турција. Турција како стана велесила. Албанија уште го чекори тоа. Многу брзо го нагорна линија. Па секој одење Албанија како во нова држава да влегува. Значи тие се, али ево има примери. Значи може, имаме од Господ дадено, ама јас само се чудам, се надевам, односно дека нема да уништиме се додека не стигнеме до таа фаза да ни текне како го треба. Trideset godini Super Radio. Se знаеме добро. Тоше нас ни се погоди Моабетчево, тука и време во Моабетчево и место, уште еднаш ќе кажам огромна благодарност до собствениците на Форт Кафе, тука е тене на гости и не прими и ни дадоа мир, што е најбитно, она што го баравме за вака убаво да си поприкажеме. Мене ми останува навистина да ви посагам уште многу успешни години понатака, да растете што повеќе. Ете пак ќе кажам, стануваме и легнуваме со Супер радио, така ќе биде и во следниве години, и затоа што знаете точно да ни понудите она што ни треба. Ова, ако го анализираме разговоров наназад, почнавме за Супер радио, ама разговаравме за многу други работи, за се. Тоа е само доказ дека ние многу повеќе од музика работиме, дека се што работиме, ето сакаме да ставиме некој белег, некој печат на едно време во кое што ето ние сме. Тоа е една секунда во тајмлајнот вековен на Охрид, ама ако можеш да помогнеш, помогни. Јас тоа би кажал, немој да одмагаш. Ако не, биди човек, застани на страна малку, нека има подобри, во се има подобри, и од нас има подобри. Сигурно. И дури и за ова што го работиме. Ама ние сме склоп на околностите. Нас не прават околностите, нас не прават настаните. Нас не прават можеби некогаш и случајностите, и шансите кои што ќе ги искористиш или не. Треба си некогаш храбар, што си и луд за некои работи. Ама ако успееш тоа го ставиш во некои, ајде условно кажано, некои рамки, можеш да направиш нешто. И ќе ти дозволи и градот, и затоа што Охрид не се куќиве, Охрид не се циглите, Охрид се луѓето, има душа, тоа е тоа. Ако луѓето го препознаат, тоа ти си окей. Ако не го препознаат, Боже мој, уште еднаш ка ти благодарам и тебе. Благодарам, навистина, никогаш, мислам, многу ретко вака застануваш медиумски да кажуваш, ние сме обетили многу често, но вака пред камера многу ретко, и навистина од срце ти благодарам што ја прифати поканата и што го одбележавме на некој начин овој огромен јубилеј, дај Боже уште успешно. И да растеме уште заедно, колку што можеме, да ни даде Господ здравје пред се на сите. Да сме тука колку што е можно повеќе, ова убавина е како ќе се остава, јас викам некогаш, ама Боже мој, уште еднаш голема благодарност до сите и до нашиве домаќини, до сите слушатели кои што нашите деловни партнери кои што веруваа во нас. Некогаш нема никогаш да ги заборавам и некои нивни погледи кога сум им кажувал некои идеи кои што пиле, јас сум водолија, јас знам така малку да. Ама тие кои што го препознале тоа, сме направиле заедно многу големи работи. Многу големи работи. И потписот на Супер радио е на многу работи кои што во принципи не ги форсираме. Али за нас е доволно. Да оставиме нешто и за апсолутно. Ти благодарам уште.